За сите најголеми проблеми произлегува дека е виновен изборниот систем со затворени листи, односно со гласање за партии, тоа што не можеме да гласаме за личности. Тоа морав да го проанализирам детално, зашто е така, дали е така навистина и така натака, и сите анализи кои што ги направив водеа кон тоа дека не само што отворените листи се добар изборен систем, него тоа се толку прекрасни последици има од него, толку се средува државата, толку се уништуваат сите зла што се вика што денес ние во Македонија ги трпиме, да е тоа нешто неверојатно, колку е генијална таа идеја, и можам слободно за било кој аспект да зборувам зошто и каде се добрите страни на отворените листи и зошто затворените листи се причина за тие проблеми, почни од корупција, криминал, партизација и така натака. Тоа е Зоран, последица. Зошто сиве овие години кога се сменија милиони закони кај нас, едноставно не се промени овој изборен законник? Каде ја гледате кривицата, ако е толку добар тој закон како што спомнавте? Ова е одлична поента, ова прашање, затоа што значи, еве да речеме, од 2018 година почнува кампања, 2020 таа кампања за отворени листи е многу силна во Македонија.